Добре дојдовте во уште една епизода на Порок без маска. Така ли треба? Денеска јас и мојот лаптоп ќе ве дружиме, затоа што пред некој ден постирав видео кај што ви поставив прашања кои што ќе ви ги одговарам и не ги имам прочитано прашањата, затоа што сакам да бидат апансас. Тоа значи да давам искрени одговори и да ме бидат прв пат прочитани или ајде можеби кога ги прочитав пред една недела. Доцнам затоа што бев малце болна, а и некако немав инспирација, така позитивна ми беше неделата, иако не дека кој знае што убаво се случуваше, но ете, психологијата ми беше таква. Позитивна и уште ме држи некоја еуфорија, не знам, веројатно нешто убаво ќе се случи многу брзо. Ова го видов на овие други многу што се познати, а ја пошто хочу да будам позната, така вика Даниела, морам да ви кажам дека не морате, ама убаво би било да ми направите subscribe на YouTube, за да малце барем колку толку пораснам. Има луѓе со под 100.000, 200.000 следбеници, а јас имам само 200 луѓе. 200 луѓе на роден ден ми биле тие. Сум имала толку. Значи нешто лайк, коментар, а со коментар уствари го терате YouTube да ме нуди на поише луѓе да ме гледаат. Сум им интересна, на тие што не сум им интересна. Ете, толку. Ајде, идеме сега со прашање и одговори. Да видиме Даниела Марковска, прва она да праша, зошто имаш кратка коса? Значи, ја више објаснив во едно видео дека имам вошки и морам да се шишам кратко. Се шалам. Не знам, некако така ми е стилот, мајка ми цел живот кратка коса, може и наследно ми е тоа, генетски се пренесува, али да имаш кратка коса. И така, полесно ми е за одржување. Као што гледате, не сум некоја што се шминка, што се прави, цел живот сум била спортски тип и кратката коса ми била така. Разбушави ја и терај, нема фенирање, нема чуда врагови, губење време. Каролина, дали би сакала повеќе на зимување или на море? Јас искрено, пошто веќе 13 години живеам на море и на малте тропска температура, многу топло, ми фали тоа зимување. Не се сеќавам, многу сакам скијање и се уште сакам, не знам дали памтам да скијам, ама многу не памтам од кога не сум била на скијање и ми фали тој снег. Искрено, последен пат кога видов снег беше пред 7-8 години или може и поише во Македонија, кога фати една виулица, мразови, снегови до -20 стигна. Ова го памтам затоа што идев на кај Скопје за време на Бадник и Божик и се откажаа сите летови у Истанбул и останав таму 3 дена, а баш тогаш имаше и некои терористички напади на аеродром, па не излегав од соба од страх. И стигнав у Скопје, помина и Бадник и Божик, седев 2 дена и морав да се вратам, толку беше краток мини одмор. Така да, сега би одбрала зимување, ако ме прашувате во моментов, одма би отишла негде на скијање, на некое топло чајче, да гледам како паѓа снег. Елена прашува како ме стопила диетата, пошто имам изгубено околу 40 кила последниве 2,5-3 години и сега би уште слабеам, мислам до толку ова како операција која прават на намалување на жалудник. Мене стварно ми е намален жалудникот и веќе јас не можам да јадам повеќе количински и не можам да не јадам повеќе од еднаш до 2 пати на ден. Што дори не е ни убаво и сега никако да почнам да вежбам затоа што имам баш вишок кожа на стомакот и па и се, да мислам по цело тело, некој знае колку меѓутоа морам да се само мотивирам за да се ставам на вежбање, малце да го средам ова, пошто не сакам пластични операции да правам. Како спонтано почна, значи јас никогаш со онаа како го викаат intermediate fasting или аутофагија или не знам како се вика искрено, пошто ја не ги пратев, не читав како тоа се прави, едноставно јадев само одреден период од денот, 6 до 8 сати, остатокот од денот 16 до 18 сати, не јадев ништо освен кафе без шеќер. Шеќерот многу долго веќе не го користам. Така, знае некои периодично да ме фати нешто за благо, ама не, ама леп и паста многу си сакам. Ама никогаш не се откажав од тоа, значи едноставно јадев само во одреден период од денот, во 6 до 8 сати, и тоа претежно навечер. Значи сите ти викаат јади преку ден и навечер 6-7 последен оброк да ти биде. Мене 8-9 некогаш знае да ми биде и прв и последен оброк. Дури ако седам до кај 3-4 сабајли, тогаш знам да јадам и да легнам. Така да нема правила, не дека е тоа здраво, јас не се хранам здраво, не јадам доволно овоше зеленчук, особено овоше не јадам доволно, пијам суплименти, ама
ето, стварно, особено кога сум сама, па пошто не сакам да готвам, не знам, порано многу сакам да готвам, сега не, за еден човек не ми се готви, и јадам брза храна, левови, нудлс, паста, глупости. Не убаво. Овде има многу прашања, Лидија. Дали ти се свиѓа храната во Катар? Катарската храна, овде има многу прашања, ова може да ми одзема 10 минути да ги одговорам. Поздрав до Лидија. Храната во Катар, катарска храна не е нешто посебно, мислам, сите се слични тие арапски кујни, и сите си имаат како кај нас реално балканска кујна, па си имаат само нешто свое додадено или одземано. Така да арапска храна сакам, затоа што арапската храна е слична на турската, а ние сме слични со турците, имаме земено доста од нив. Така да да, ми се свиѓа у глобала арапската храна, а со оглед на тоа што во Катар ги има сите интернационални кујни, има избор. Мислам, не знам дали ме прашувате конкретно на катарска арапска храна или на храната во Катар, затоа што поставено е прашањето храната во Катар. Да, ми се свиѓа, си кркам. Дали на пријателите си им подготвила некое македонско јадење? Јас лично не, ги имам за мојот роден ден, имав нарачано од тука балкански ресторан еден што го држи македонец. На нешто им се свиѓаше, на некој нешто не, сармата им беше најчудна. Кебапите, бабура и такви нешто, не знам што имаше друго, мислам им се допаѓаа, пастрамајлија исто, но Даниела кога е тука, она обожава да готви, значи ја дури викам дај седни нешто ке не мора, мислам стварно од кујна не излага. Не, она сака да прави граф, пинџури, ајвар обав везно ми прави по неколку тегли ајвар од зелен пипер, јас таков го сакам, тој као малиџано, јас си го викам зелен ајвар. И кога имаме гости, знае да им направи и сите си многу им било убаво, сладко. Дури и тавче графчето многу им се свиѓа, имаат и они некои особено северниот дел на Африка, значи Алжир, Тунис, Мароко, имаат сличен начин на приготвување на ваква ајварот, имаат нешто како пинџури, имаат нешто како ајвар, ама не е тоа, мислам, нашето е поубаво. Така да, јас не сум за тоа, ама Даниела е. Дали со посебен начин на исхрана, ова го одговорив, се успеала да ословеш. Со позитивната енергија зрачиш. Дали у Катар ти ги разбираат шалите? Леле, вчера баш ова бевме собрани од повеќе националности, као демек да играме некои игри и да гледаме филм, значи околу 20 на души, од кои што сигурно имаше 7-8 националности различни. Не ми ги разбираат. Значи и многу ме нервира. Значи јас ќе кажам нешто смешно и некогаш дури онака си викам леле да не навредив некој, затоа што особено секој со својата култура различни работи може да се навреди и кај нас така. За кај нас не ми интересира, затоа што окей, ама овие сега не толку познати, па и викам ај сега да не испадне нешто лошо религиски, да не ги навредам религија, култура или националност. Така да внимавам и ретко кој ептен со некој што сме поблиски и веќе ќе ме запознаат повеќе, веќе ми ја сваќаат чалата и знаат дека не сакам ништо никого да навредам и ми ја сваќаат смислата за хумор, пошто ми е малку поспецифична. Дали тамошните се дружелюбиви ко нас македонците и кога одат на гости, дали се најавуваат? Верувам дека прашувате за катарците, бидејќи овде навистина живеат над 100 националности. Катарците се малку потешко достапни. Мислам, треба да сте навистина блиски за да ве поканат, да им одите на гости и се порезервирани, не знам, мислам, зошто е тоа така, меѓу себе, јас имав едно цело видео, може да го погледнете подоле, живеев 3 години или 4 години во катарска куќа, значи не си одеа многу на гости, но си праќаат, например, за Рамадан си праќаат за време на ифтар, кој што сготвил и праќаат цели такви тенџериња, па овие што им се кухните помошнички, една друга и го дава, па си ги подаваат. Дали се најавуваат? Ова сега збориме за постарите генерации, значи резервирани се и да, со најава обавезно, затоа што кога ќе ти дојде некој на гости, па се организира се тоа, па се спрема, па мислам, куварките готват, овие помошничките поставуваат тука чаеви, она во една огромна соба, само со фотили и како се вика каучи такво. Сте виделе на телевизија, меджлис се вика, и таму седат и многу официјално и многу мене ми е многу досадно, мислам сега реално не можеш да се опуштиш. Мислам сум била на такви посебно се мажи и жени. Тоа е тоа, така да, обавезно најавено.
А дружелюбиви се, мислам, кога беше светско првенство или мислам за да сакаат и беа излезали пред куќите со послужавници кои како ќе помине да им дадат дали вода, дали кафе, дали храна, значи сакаат да бидат гостопримливи, меѓутоа ете малку се издвојуваната и можеби и ние имаме некој да речеме стравопочит од нив затоа што они се домаќини тука и реално колку што можат да ти помогнат, толку можат и да ти одмогнат. Тоа да се разбереме. Не е како кај нас куд кој мили мој кој што сака си прави, не овде се катарците, па после 2 празни места, па да речеме арапите, белците, па после 2 празни места и останатите мислам од другите континенти, значи има мала поделба, ама тоа е. Кога си била во Македонија со другарки или другари, повеќе си се дружала? А како помала ептен, се дружев само со машки. Мислам, дури и баба ми колку ме караше, само фудбал игра, само џамли, само сервис, а после тоа веќе во крај на основно средно, 90% ми беа претежно, 80% е женски другарките и ден денеска се дружам повеќе со женски отколку со машки. Не знам. Не знам зашто, можеби фреквенциите ни се послични. Не сум размислувала на таа тема зошто. Имам тука исто, имам и во Македонија секако и тука имам машки другари. Тие за пиење што ми беа претежно машки, нели, има логика поише, пошто тука мажите поише пијат него жените. Кај нас више не се знае. Каква ученичка си била? Ја бев секогаш одлична ученичка, значи многу брзо учев и го сваќав материјалот, ама бегав од часови, значи поведението ми беше не секогаш одлично, не се викаше одлично, имаше некој каков збор, какво поведение, успешно, неуспешно. Бегав од часови, имав неоправдани, многу татко ми ме караше и ме тепаше за бегање, особено нова дека учев у средно. Кога ќе избегав, одма им се јавува, ај основно никако не може да дознаат, тек ќе видат у книшка или на вакво нешто колку оправдани и неоправдани. Овде у нова одма им се јавува и одма дознаваш и стално имав проблеми, ама немав гајле, јас си бегав понатаму. Ама за учење ме биваше, освен ликовно, музичко, тие предмети не ме идеа и не, мислам едноставно, не сум талент, што да правам, се трудев. Нешто и поминував со четврки, петки. Тие математика, физика, хемија, тоа ми беше секогаш перфектно и највише сум ги сакала тие предмети. Дали веруваш во љубов на прв поглед? Онака, не ми се случило, симпатии да, онака нешто да ти закркорат цревата, пеперутки да, ама љубов онака љубов, затоа што реално па ја не знам дали знам што е љубов до толку, мислам дали она што сум сакала е таа вистинската права љубов или е само ја така сум си мислела. И никогаш нема да го знам тоа. И никој нема да го знае. Сите си мислиме да, ова е тоа правото, ама после нешто друго ќе се појави, не, ова е тоа правото. Дали знаеме што е правото? Можеби уште не ми дошло, а можеби веќе ми поминало. Меѓутоа таква љубов, сега готово обсесивна љубов некоја на прв поглед не ми се случила. Обсесивна. Дали ако некој те повреди, лесно простуваш? Да, јас сум многу избубива, джагара багара и после ќе ми биде криво и јас прва. Ако ми значи лично, ако не ми значи, па ниту ќе ме повреди, ниту ме интересира. Така да, простувам. Секој си заслужува да му биде простено. Сега простувам, глупости сум простила и тешки работи сум простила. И некогаш може и не треба, ама ете. Дали имаш филтер во желудникот за да ти ги филтрира проблемите и маките и да ти ги претвара во позитивна енергија и те прави секогаш насмејана? Даниела ми вика, ја да бев на твое место или казаваше во лудница или под земја, затоа што не знам како ги поминуваш сите овие работи и ме фаќа депресија, затоа нели некогаш ми пука филм и имам периоди на конзумација на алкохол, ама и честа и големи количини. Ама тоа со многу работа на себе се враќам во колосек, се враќам на тие медитации, да работам на позитивните мисли. Не знам како успевам, не знам, едноставно можеби го имам во себе или можеби животот ме научил да, ете, таа енергија негативна која што ме труе и што ме потиска,
некако пробувам да ја претворам во позитивна енергија, за да јас прво сама се мотивирам, а понатаму и да ја проширам таа позитивна енергија на другите, со цел да сватат дека се е во самите нас, во нашите глави, едноставно, како ќе си кажеме, така ние. И ама некогаш е посилно од мене. Ете, ќе речам, нема да пијам и нешто ќе се случи. И кога ќе си го ставам у глава тоа дека готово ќе пијам, веќе се друго ми се трга на глава, од глава, и фокусот ми е само на пиењето. Каде да најдам, пошто тука нема усега продавница, значи треба да се купи, да се најде од кого, ако немам пари, кај да најдам пари, значи сите стратегии, само мозокот ти се фокусира само на тоа. Сега гледам тие такви работи кои ми се случуваат, да гледам тој фокус да го преиначам и да снимам нешто, да направам нешто, ама испади имам и ќе имам, знам. Ама, ангела, зад ми се, користи убави зборови, прочете некоја книга. Убаво си кажав. Дали си била сакано дете? Не знам. Сигурно сум моите дека мислеле дека ме сакаат или давале некој начин на љубов, што можеби некогаш не била вистинска, не вистинска, била вистинска, него не била правилно изразена. Јас сум човек кој што многу тешко изразува емоции. Може тоа ми е јавецот, можеби така некако секогаш сум дистанцирана. Не знам дали тоа потекнува, веројатно и потекнува, и имам некоја голема фригидност на тоа поле со моите мајка и татко, конкретно. Значи, мајка ми ќе ме изгушка, ќе ме избацува, јас не возвраќам на таков начин, ете, ќе ја гушнам, меѓутоа, не дека не ги сакам, јас ги мислам, фала Богу, и двајцата ги сакам многу, ама не покажувам кон нив таков тип на со татко ми, не знам дали си имаме гушното онака како татко и ќерка да се изгушкаме и онака вакво, само се најчестито, среќен роден ден, среќна слава од тие моменти. Со мајка ми сме имале, затоа што сум израсната со мајка ми, секако дека во овие сите 43 години сме имале многу по такви моменти емотивни и да плачеме заедно и да не знам што. Со татко ми секогаш сме биле на дистанца и секогаш сме имале многу лош однос. Не знам. А за разлика од нив, например, со баба ми и дедо ми сум немала таков проблем, или со партнер да изразам емоции и да ги изгушкам и да ги избацувам. Така да, верувам дека сум била сакана, само што мислам дека некогаш, дали ради мене, дали ради нив, не сум ја почувствувала на начин како што тие сакале да ја почувствувам. Не знам ни како да си го кажам ова. Баш тешко прашање. И болно. Чива маза си била, мамина или татина? Бабина и дедина. Искрено, бабина и дедина. На татко ми маза никогаш не сум била. Татко ми никогаш не ме размазувал, значи многу строг беше со мене. Иако да, сега да ме размазува, типот на тоа да ми даде да излагам до покасно, или мотор што ми имаше купено моторче, вакво скутер, ја маха супер джок, и уште во 8 деление го возев. Тоа мајка ми ќе полудеше дека ми дава така, и до 1 до 2 ми даваше да излагам, и јас со моторот тајде и кога почнав да пијам, катастрофа. Мислам, сега вака од оваа гледна точка кога гледам, а него не му беше гајле, ете ти го моторот, ете ти пари, искаче до 1 до 2, а мајка ми е таа што треба да ме чека, него му е гајле, он ќе си загледа у кафана. Така да мајка ми тука го имаше проблемот, он што ми дозволуваше, ама не е тоа размазување, иначе многу строг. Јас кога сум идела да се видам со него, значи со грудка, со стравопочит, со не знам како дали сум добро облечена, пошто за се буквално ме караше, многу комплекси ми има набиено. Ме враќал дома да се пресоблечам, никогаш не сум била добро облечена, секогаш сите беа подобри од мене, така да не ме размазувал воопшто. Напротив, многу ми имаше влијано страх. И едноставно, кога ми се јавуваше на телефон, не сум можела да зборувам пред другите, значи прво ќе позеленам, ќе поцрвенам, не знам што ќе ме кара, сега ја белјаджија цел живот, дали сум избегала од школа, дали дознав нешто што сум направила, пошто прават стварно бели. И така некако страф имав од него, не маза никако. Бабина и дедина, да, они секогаш цел живот, мајка мој, татко му, на татко ми, секогаш биле на моја страна. А усостојба беа со него да не прават муавет, за мене да ме заштитат. И мајка ми, мислам, така, трио фантастико беа, секогаш на моја страна,
која татко ми сака да ме кара. Мислам дека ги знам одговорите, толку. Толку. Ете. Реков ја 10 минути, дури може и поише, 15. Кога ќе дојдеш во Македонија, дали ќе сакаш да не собереш на една частовка, Ангела во Велес? Се ја да частам? Или вие треба да ме частите што сум дошла, се шалам. Ќе частам. И у Велес и у сите градови ќе земеме едно комбе, така ќе го направиме, па со онакви труби, доаѓам кога оние сладолед што продаваат, прега Ангела доаѓа денеска во Штип, денеска во Велес, денеска си направив филм. Да, би сакала зашо да не, ако имаш желба, јас сакам да ја шетам Македонија и тие поголеми градови сите ги имам посетена, сакам и помалите. Баш ми би било мило, многу луѓе ми имаат покањето на гости и со мерак идам да ги посетам сите. Ова беше прашање од Ангелина. Сонја прашува, Ангела, колку е платата во Катар и што работиш? Јас не работам за плата, работам, цитирам, само бизнис. Сам свој мајстор. Работам со трговија на храна, има фирма тука за дистрибуција на храна и увезува 280 македонски производи, меѓутоа финансиски заглавив и пропаднав и имав 2 до 3 банкрота, не се ни сеќавам, уште не можам да си ги соберам парите, уште не можам да вратам пари, тоа е еден тотален хаос, така да не работам за плата, иначе платите зависи од 500 евра до 20.000. Катарците взимаат по 30-40.000 евра плата некогаш, зависи од позицијата. Така да, јас не работам на плата. Има денови кога ќе се направи некој бизнис, ќе имам поише пари, па може да се земе воздух, некои денови се дише на шкрги. Јас сум нова во следењето, Катерина прашува дали е убаво во Катар и дали ти не достига Македонија. Па да, 13 години сум тука, јас веќе сум многу навикната и многу ми е убаво и срекна сум што сум тука, а не во некоја друга земја европска или западна. Затоа што мислам дека таму многу поише ќе ми влијаеше обкружувањето и ќе загледав многу поише со алкохол и евентуално некој друг порок. Овде, ако ништо друго, барем не ми е достапен толку ни алкохол, дрога воопшто. Сигурно има по црниот пазар негде дрога, ама јас толку е строго овде да не сакам да се ризикувам слободата и да загледам доживотно затвор за краткотрајно задоволство, што понатаму и ќе ти го уништи животот, можно е. Исто така кладилници, коцкарници нема, така да супер срекна сум што сум тука и секако дека ми не достига Македонија. Не Македонија и системот македонски и се она што се случува луѓето и душата на мојот град Скопје. Елизабета прашува што е она што те полни со најмногу енергија и страст во твојот живот и како би можела да го внесеш тоа повеќе во секојдневието. Сама си се полнам. Секој човек сам може да си направи позитивно и негативно. Дали кога ќе станам, гледам, мислам, се чувствува ако си под стрес или ако нешто друго, не можеш и со сила да се натераш, ама пробувам колку толку да можам дали со музика, дали со нешто да си запеам, да си заиграм, да се насмеам во огледало, има нели такви техники, да се смееш во огледало со сила и само да ти дојде, значи си ги правиш сам работите на себе, му кажеш на мозокот какви емоции да има, медитирам, гледам што поише да се фокусирам и на работа, затоа што една добра вест од работа одма ме мотивира за уште 10 работи да завршам. Една лоша вест одма те бутка ама нема откажување. Така да сама пробувам и давам се од себе. А тоа што дошло од страна без моје влијание, добро дошло е. Санилија Кабурова, сите ние имаме некоја цел во животот, која е твојата, дали ја оствари или допрва се стремиш кон неа? Јас тек сега почнувам да ги остварувам целите. Овој изминативе 23 години, јас оствари работам од 7 години. Татко ме тераше да продавам сладолед секое лето на 7 години на распусти зимски и летен. А понатаму кога пораснав поише, работев фул тајм. Така да последниве самостојно кога работам без татко ми од мои 20 години. Значи 20 години јас само се мучам и кубурам од шупли у празно, што би се рекло.
цели имам еден тон и јас мегаломански размислувам. Никогаш не сум била човек кој што сака да работи за плата. Јас сакам нешто големо да направам. Сакам да помагам, сакам да изградам пензионерски дом, сакам да изградам дом за деца без родители. Имам многу планови во глава, меѓутоа за сето ми требаат многу финансии и морам да ги направам тие финансии за да си ги остварам своите цели. Така да мислам дека во следниве 10 години сега од 43 имам до 55 години е моето креирање. До сега се градев како личност, грешев, правев, учев од грешките и од се живо што ми се случува изминативе години и сега доаѓа периодот да ги покажам на дело моите научени лекции. И ќе ви известувам, ќе знаете што како се дешава и кои се моите цели краткорочни и долгорочни. Маја Петровска ме прашува каде јадала најдобри макарони печени у Скопје. Знам, у Галија 100%. Веројатно. Галија беа секогаш поубави рецептите него Далметфу. Не знам зашто истите рецепти, истото се, ама храната у Галија секогаш била за нијанса подобра. Исмет прашува како е времето. И како си? Јас сум супер, времето е топло, немавме никаква зима, еве веќе е 30 степени, а нема ни март дојде, но мислам средина на февруари. Какво ти беше детството и пубертетскиот период? Емилија ме прашува и овде има повеќе прашања. Ама видео ќе биде долго, се надам дека имате време. Ајде, на 2-3 пати. Со паузи. Пубертетскиот период, многу детството ми беше супер. Мене јас бесна бев, искршив ЗАП на 8 години, само што ми порасна кецот, одма го скршив, направив директен судар точак со точак, паднав, си го скршив завод, па морав да носам жабица со ЗАП, па на 18 години вештачки и цел живот проблеми. После тоа скршив рака, возев со ролшули, се спуштав со поудолници, ја скршив раката. Рипав од еднаш од први прат рипнав, па си коленото вака кошо, вака си го удрив у око, па си го помодрив окото. Вика жути командос во основно аеродром која живеев до 4-то одделение. Што друго? Паѓав у шахти, не знам што се, мислам, моите мајка ми особено, почто живееше нели со мене, не знам, се нешто имав. Ја бегав од школа на второ одделение. Мислам, во второ одделение не идев у школа, не знам што правев, некој бизнис, зимав шишиња да отиде ми остави тука што ми беа железни шишиња, добро. Стаклени шишиња ги продавав таму за кауција и после тоа си собирав пари за да идам на флипери и купував жетони на сите, значи никогаш само за мене. Во второ одделение. Бог да чува бизнис. Дали имаш брат, сестра? Имам 2 сестри од вториот брак на татко ми. Едната е 7 години помала, другата е 9 години помала, мажени со по 2 деца и тоа. Каква ученичка беше? Кажав, одлична секогаш. Како го поминуваше времето додека живееш у Скопје? Боемски, како да кажем, да не речем алкохоличарски. Тоа ми било, значи не е како тука ете знаеш да отидеш у кино, подруг живот, помирен живот и филмови да гледаш со другари. Кај нас секое собирање у Скопје, у Македонија било пијанки. Најчесто, 90%, освен кога не сум се дружела со тие што ми се од јога или од уметност на живење, art of living, кај што сме имале медитации, па после одиме на нешто на чај, поздрав живот, иначе со сите други немало ја да излезам од дома и да не пием кафе, може од сабајле, иначе после тоа веќе од ручек па натаму алкохол и само алкохол. Стоп за алкохолот. Дали ти помогна или не тоа што си ќерка на познат и доста успешен бизнисмен тогаш? Кога тогаш? Никогаш не ми помогнало, ми одмагаше мене, татко ми секогаш ме дознаваше кај сум, шо сум, мислам сите, и ќе му се јават, ќерка ти ја видов, ова направи, она направи, јас стално ќутак јадев за тоа, затоа што дознал татко ми многу издајци, сите за да му се упикаат, само ми издава, а некогаш и преувеличува, а он им веруваше поише на нив, а не на мене. Ама тоа е, така да ми помогнало во контакти, еве сега, и ден денеска имам контакти и за бизнис и за што можам да стигнам до било кој, ако ми треба за соработка, за нешто да што знам, да преговараме, да мислам, преку еден, преку друг, преку трет, ке стигнам до правата личност. Да, ама како дете, тој период многу ми одмагаше, многу се нервирав, па тек социјални медиуми да имаше тогаш, леле, мене нема да ме пуштаат дома да излезам.
Каков однос имаше со твојот татко, дали те внесе во бизнисот? Го кажав односот, значи никогаш добар, секогаш така некој строг однос од негова страна кон мене. А дали ме внел во бизнисот? Да, мислам јас тоа го кажувам секаде, дека да не бил он, ниту ќе сум се бавела со оваа работа, ниту ќе сум научила. Значи, он ме научи на работа, он ме научи на дисциплина во работата, он ме научи на борбеност, на тоа да не се откажувам, нека нема трте мрте, пробувал да ми помогне и со овој бизнис кога го отворив тука, значи да ме советува, ама јас едноставно ги отфрлав неговите совети затоа што мислев дека се знам. Испадна дека ништо не знам, ама ете морало сама да си го научам. Меѓутоа за овие почетни стартни работи кои што мора секој да ги има кога почнува сопствен бизнис, мислам од него. Мислам стварно може да не беше татко ми, може ќе бев учителка. Ете. Ама сум расната во таква фамилија да секогаш бизнисот ми бил онака. Иако имам завршено психологија, што нема врска со бизнис. Кога реши да заминеш у Катар од Македонија и зошто баш Катар? Затоа што за тука добив работна понуда, пред тоа работев само преку work and travel во Америка. Сум одела да работам во Германија и во Грција и во Црна Гора, ама за 2 години работа добив тука понуда. И зошто? Затоа што бев во катастрофална финансиска ситуација, неплатени кири со мајка ми, татко ми тогаш беше многу заглавен со коцката, немавме за сметки, немавме пари за ништо, не бркаа газдите од дома, немавме кај да одиме. 5 месеци касневме со кирија, како ден денес памтам, па една другарка ми помогна, тогаш беа 200 евра кириите, со 1000 евра, па ги плативме, ама не се живееше едноставно така. Јас што работев нешто како фриленсер, нешто ситно и дојдов тука и мислев дека ќе седам само една година или 2, ама не беше така. Животот тука ми е мене супер, системот функционира перфектно, мислам тука нема утка. Животот е мирен, таков спокоен и многу можеш да си го најдеш раатот. Тука едноставно никој никаде не брза, сите секаде каснат додека се навикнат на тоа, пошто јас сум многу брза и сакам се одма, овде све клај. Така да животот е релаксиран. На сите овие проблеми што ги имам, барем животот е релаксиран. У Македонија да бев, не знам, стварно ќе полудев. Ќе бев цело време под дејство на алкохол, ќе бегав од проблемите, ништо никогаш немаше да решави. Дефинитивно ќе личев на некоја подвижна реклама за стоп за алкохол, нешто така подуена. Мислам како што сите личиме кога сме у фази на хронично пиење. Неубаво. Сега видиш убаво свежа, убава кожа, помладолика, јас да ми диси кожата од што сум ослабена, ама и тоа ќе го средиме. Планови за иднина и дали планираш враќање во Скопје? Да. Враќање во Скопје планирам, си ги кажав, имам многу планови, ама ај сега да не ви откривам се во видео. Имам доста планови, што работиш таму кажав. Има ли доста македонци? Не сме многу, не знам колку, ни амбасадата не знае колку, ништо не знае амбасадата. За жал, бевме едно време 1000, сега стварно не знам, доаѓаат си одат, врата отворена. Ти шо ке јадиш? Тања праша. Денеска не знам. Ке ви кажам. Збораш за националности да ги имитираш ромите. Ајде, Джокер у покер се убаци. Не ги имитирам ромите, ја не кажав нигде роми, вие сте се нашли сами себе. Зошто ми го накалевиш тоа славно? Јас сериозно со се живо се зезам и види каква позитивна сите си ги сакам. Како тоа ше проески. Лажам, не ги сакам сите, ама гледам да ширам позитива колку толку. Ангела, што можеш хумано да им помогнеш на народот во Доха? Овде е забрането да помагаш на луѓе. Мислам, забрането е. Не е забрането да му дадеш на некој храна или бакшиш или нешто, некој денар, ама забрането е да донираш, ако не е тоа преку некоја хуманитарна организација, затоа што Катар како Катар има државни хуманитарни организации и сите се згрижени. Така да просијаци се исто забранети, не сме, никој можеш да го пријавиш у полиција, некој ако проси, ако те праша на улица, мислам никогаш не би го направила тоа, тој не проси од убајна, ама има луѓе што ги пријавуваат вистински и затвори депортација. Така да
Не си играме со такви работи. Ете, тоа е исто дел од системот. Што функционира, значи ако на некој му треба помош, државата му помага. Тоа е тоа. Не ги остава како некаде. Дали некогаш си била со шминка, ме прашува Ивана. Имаш направено некоја корекција на твоето тело? Исто мислам дека не, пошто зрачи што твојата природна убавина, благодарам, немам никаква корекција направено. Како мала имав многу комплекс на носот, ист ми е како татко ми, буквално како на фотокопир правен, и сакав да правам операција, не ми се свиеше, но сега го навикнав, сега ми е окей. Со шминка, да, кога, значи ставам некогаш лесна шминка кога идам на некој многу важен состанок со битни луѓе, и секако по веселби, свадби, она, идам на шминкер, не знам сама да се шминкам. Знам, дневна шминка, знам сама да ставам, меѓутоа онаква убава као за на свадба или за на нешто такво, одам на шминкерка и Владче најчесто в Скопје. Тука ме шминкам другарки. Кај Владимир Трајковски. Он ми бил цел живот стилист и стално ме правил тип-топ. Дали имаш тетоважи и колку? Имам 4. 1, 2, 3, 4 тетоважи имам. Маки прашува. Кој е твојот конфекцијски број и број на чевли? 38 носам чевли, а конфекцијскиот број не знам, ама знам дека ми беше 44-ка, сега веројатно 38. А и све ми е големо, така да не знам кој број ми се лиштова што ги носам сега, само знам дека све ми е големо. Никогаш не сум била во ваква ситуација, стално сум била така малце покрупничка. Лажам, ама да, никогаш не сум била вака слаба, сега ми виси. Каде е поубаво, во Катар или во Македонија? Дома е секогаш најубаво. Ама системот и функционирањето и можностите кои што ги дава Катар, затоа сум тука. Си дојдам. Маре, ова ме праша Крсте. Маре прашува како се третирани странците од катарското население и дали се дружат со вас новодојдени. Јас сум веќе стародојдена и имам многу катарски пријатели и да се дружат со нас, меѓутоа како што напоменав малку претходно, порезервирани се. Мислам, порезервирани се или ние ги правиме да бидат порезервирани затоа што ги гледаме као да се супериорни, а не се. Са некој се, ако се од кралското семејство, не можеш да припариш баш до нив, сега тоа е тоа, мислам, и до принц, до кралот Чарлс и до принц Вилијам не можеш туку така да дојдеш, така да тие се тешко достапни. А катарците како катарци има многу повеќе класи на катарци, значи не се сите они шеици. Си има и катарци кои што работат за помали плати и се заглавени до гуша со кредити со едно и со друго, така да не е се така розево како што ги мислиме и никај нив. Адвокат Маја прашува како функционира правниот систем во Катар. Не знам, јас пошто имам овде не постои човек кој што има сопствен бизнис да нема судски спор. Дали тој да тужи, дали него да го тужат, значи сите сме на судови. Значи не си живеел во Катар ако не си бил барем еднаш на суд, дали еднаш си имал проблем со чекови, дали некојаш си имал проблем со долгови, со било какво нешто на улица, ке се искараш, ке се истепаш, ете ви кажав, просјаци завршуваат во затвор, така да многу се строги на тоа поле. Дали правниот систем, да, пресудуваат во твоја корист, ако имаш шанса да се докажеш, затоа што некојаш знаат да ти донесат пресуда или налог за депортација, без да те сослушаат на суд. Така да тогаш немаш шанса. А кога имаш шанса, тогаш се многу отворени да те сослушаат и да ти дадат шанса за да си докажеш дека си во право. Имав јас еден таков случај и сакаат да ме депортираат, јас се бунтував затоа што немам виза, знаете, ако ме следите, имам проблеми, ама ајде да не навлегувам тоа, и се бунтував и добро ми дадоа шанса да отидам на суд и го добив случајот. Така да Ција не би ти одбрала толку лични прашања. Како си денес, добра си, како е времето? Ме прашавте овде, кажав супер е времето, 30 степени, супер сум. Сиднеј, Австралија, поздрав до Ружа, Сиднеј, Австралија. Да те прашам од каде си, од Македонија, јас сум од Прилепскиот регион, па кажи како си, како животот во Доха, мислам дека ова веќе го кажав. И поздрав до Ружа и Сиднеј. Иначе јас сум од Скопје и вчера снимив едно такво видео од каде сум.
Родена во Бутел, до 10 години у аеродром, а еве уште се водам сега, значи веќе 33 години се водам по Карпаш. Има ли уште некое прашање? Како хуманитарка? Не знам, ова не го разбирам, па пробувам колку толку да можам да помогнам, би сакала на сите да можам, но немам можност, за жал, можам само да го расширам гласот и апелот. Шо пришела на кафе? Идам, Билјана. Дали знаеш да готвиш? Дали си слободна, сакам да те запознавам со мој пријател. Знам да готвам, јас порасната сум во ресторан, сум работела во ресторан од моја 7 година, така да знам да готвам, ама веројатно ми сум се презаситила од тоа и сега веќе не сакам да готвам. Сакам да ми готват и сакам да јадам. Оди лечи се. Последна година. Не беше прашање или не знам. Ви одговорив се 41 минута. Одам да се лечам. Ете, вака ќе го завршиме ова видео. Фала ви многу за прашањата. Фала ви мене на одговорите и ви кажав лајкови, нешто коментари, нешто пишете ми. Ќе си правиме пак вака. И ако имате било каков порок, немој да го имате. Можете да го победите затоа што вие сте посилни од него. Ајде, поздрав, чао!